Здраво и добре дојде на денешната подкаст епизода, во која што ќе зборуваме за 4 нивоа во бизнис. Инаку ова доктор Исак Адиже го има објаснето преку животна фаза на една компанија и низ кои се фази поминува една компанија и таму имаме повеќе сегменти, повеќе нивоа, но за да ти упростам и за да ти биде полесно сватливо или поедноставно, денес го сведов на 4 нивоа, а поентата, односно целта до крајот на овој подкаст ми е да се препознаеш во кое ниво си и кој е твојот следен чекор и нормално што се треба да превземеш како би стигнал тамо, секако доколку сакаш, ако не сакаш, тоа е твое право. И првото, најосновно ниво, во кое што спаѓаат најголем дел од предприемачите, што е сосема нормално, е физичко ниво. Што значи физичко ниво? Тоа значи дека едноставно си работник или си се вработил и наместо да работиш за друга компанија, ти работиш сега во сопствениот компанија. Што значи си креирал работно место. Значи сега немаш човек кој што е над тебе, зад тебе, лево, десно, туку ти си првиот човек, така, имаш свој бизнис, но ти и понатаму продолжуваш со работа. И ова е сосема нормално и најголем дел од бизнисите така започнуваат, нели? Си бил поранешен електричар, се охрабруваш, отвараш своја фирма, нели? И продолжуваш понатаму си работиш со електриката. Си бил поранешен столар, сега отвараш своја фирма и ти продолжуваш со столарството, програмирање, маркетинг, што и да е. Значи, најголем дел од бизнисите вака започнуваат, но што е проблемот? Проблемот е што најголем дел од нив дури и цел живот остануваат таму. А што е карактеристично и дали знаеш дали си на ова ниво, па многу едноставно, не ти стига денот и имаш борба постојано со времето. А зошто не ни стига денот, ако сме наоѓаме на ова ниво? Затоа што ние сега, како вработен, сме имале само една обврска, а тоа е да ги завршиме оперативните задачи. Значи, ако си програмер, да програмираш. Ако си архитект, да се бавиш со архитектура. Ако си електричар, да се бавиш со електричарството, со возач, со возењето, нели? Денеска со твојот бизнис веќе немаш само таа функција која што си обавувал во минатото, туку сега имаш и вработени, имаш и добавувачи, имаш и набавка, имаш и маркетинг, имаш и продажба, имаш и комуникација, имаш и сметководство, имаш и плаќања, имаш и книжења, значи имаш еден куп задачи што до вчера си ги немал. А најчесто луѓето мислат дека со започнување на свој бизнис, дека едноставно они со продолжување на она што го работеле во минатото, колку се подобри, поквалитетни и поевтини, дека ќе успеат да изградат успешен бизнис. И ова сето е во ред, но до некаде. Сега, зошто велам до некаде? Затоа што сам човек ништо не може да направи и се додека не го промениш твојот мајндсет од работник кон следната фаза, односно следното ниво, а тоа е менаџер, едноставно цел живот ќе се вртиш во круг, цел живот ќе работиш као конј по 10-20 часа, и децата ќе ти пораснат, нема да ги видиш, и на одмор ќе идеш под чадор на Вибер, и викендите ќе ги поминуваш на телефони или на мејлови пред компјутер, и по цел ден ќе одговараш на телефони, кој како ќе ти се јави, постојано имаш чувство дека ако не се јавиш дека ќе изгубиш клиент, и постојано имаш чувство дека ако ти тамо не ги преконтролираш работиве, дека клиентите нема да бидат услужени, и дека ако не бидат услужени, дека нема да ти доплатат или нема да стигнеш до плаќања или се останато што се сосема нормални мисли и чувства за ова ниво. И токму на Mastermind програмот кој што го работиме, токму имаме еден цел модул кој што е наменет за луѓе како би се сватиле самите себе си и кој лавиринт од мисли и чувства ни се вртат. Оти, она што е најважно дека нашите мисли и нашите чувства ние ги проектираме во нашиот бизнис. Или тоа би значело, според сите светски истражувања, а научниците веќе ги изброја и ги премерија тие мисли, дека во текот на еден ден, еден просечен човек од машки пол има дури 60.000 мисли во текот на еден ден, а жените малку се тука понапредни и стигаат до 75.000, што значи, од другата страна, дека по наблюдувањето, а и ова интуитивно веќе го знаеш, дека најголем дел од твоите, моите, нашите мисли се дури повеќе од 92%, рекоа научниците, јас не сум во состојба тоа да го измерам,
но велат дека дури повеќе од 92% се деструктивни мисли. Што значи деструктивни мисли? Преиспитување. Дали си доволно добар, дали ти знаеш кај носиш фирмата, дали ќе ти стигнат парите, дали ќе стигнеш на време да платиш струја, вода, режиски плати, придонеси чуда, дали на време ќе ги вратиш кредитите, дали ќе успееш да стигнеш на роден денот од син ти, дали ќе идеш на време на ќерка ти на родителска и се останато, значи имаш милион и една грижа во текот на денот. Од друга страна имаш околу тебе луѓе кои што ти се вработени, но не ти се вработени со работна позиција, туку тие се помагачи, затоа што човек кој што е оперативец, човек кој што има работнички мајндсет, тој не бара квалитетни вработени, туку бара некој што ќе му помогне околу лево десно, затоа што он не ги дава работите, сака сам да ги работа, и некој што е глуп, некој само колку да му помогне околу, за да он може да се бави и понатаму со работите кои што ги работел предходно. Значи, продавач сака и понатаму да продава, програмер сака и понатаму да програмира, маркетер сака и понатаму да се бави со маркетинг и сите останати работи, и сите овие страни работи што му доаѓаат, сметки, пари, фактури, понуди, чуда, за него е страно тело и како тело кога имаме вирус, дигаме температура за да се избори телото, за да ги сварли овие, да ги уништи, на ист начин и ние кога сме оперативец со работнички мајндсет, едноставно се што ни доаѓа надвор од она што сакаме да го работиме и го знаеме, едноставно гледаме само како да го тргнеме од нас и најчесто тоа го даваме на погрешни луѓе. И не само што го даваме на погрешни луѓе, туку ги пропуштаме приликите да ги слушнеме луѓето, кои се нивните потреби, кои се нивните критики, како да го ослушнеме пазарот и се останато, што е клучно дали ние ќе растеме и понатаму. Она што е исто така карактеристично за оваа фаза, каде што луѓето работаат физички, зошто велам физички? Затоа што нонстоп си оператива, нонстоп работиш на мускули, нели? Поентата е со нив е што животниот век им е краток. Зошто краток? Ова е многу интересно. Ако наблюдуваме било кој еден професионалец спортист, и сега зависи од одреден спорт, имаме животен век колку може тој да го постигне максимумот. Во некои спортови тоа е 25 години, во некои 30 години, во некои 35 години, ретки случаеви до 40 годишна возраст, најчесто 30-та, 35-та, и подоцна доаѓа кулминација и овој фудбалер, спортист, одбојкар, ракометар, небитно, понатамо својата кариера ја продолжува или како тренер, или можеби ќе започне некој собствен бизнис, или ќе го однесе во некоја друга вода неговиот живот. Но што е овде клучно? Тоа значи дека има секој период од животот има своја граница на некој начин. И сега зошто во спортот е таа 30-35, секој еден човек, знам дека интуитивно знае, а тоа значи дека има време и капацитет да се фокусира на една главна активност, има тренери, професионалци кои што се соработуваат со него, и за кондиција, и за ментална подготовка, физичка подготовка, храна и се останато, одмор и како и да е. Значи, соработува со клучни луѓе и него му е единствена грижа како тој да биде професионалец, односно колку повеќе време да се бави со она што му е задача. И нормално сите оние дистракции кои што се, социјални медиуми, семејството во овој случај, пријатели, роднини, излегување, журки, чуда, ноќен живот, вакво такво, сето тоа е второстепено, односно е отргнато тие работи и едноставно у тој период и телото е подготвено за максимален ефект и се останато, искуството градено со години си доаѓа на цена и кулминацијата во смисла заработка, испорака на неголема вредност и се останато врвни карактеристики го достигнува пикот на максимум и полека веќе тоа се опаѓа. Што значи дека во спортот некаде 35-тата зависни од кој спорт и 40-тата е максимумот. Сега што мислиш ти, кој е максимумот во твојот бизнис и кој е максимумот во бизнисот? И ова е многу интересно прашање кое што за жал од нанозе го размислуваме. Интуитивно го знаеме, но јас ќе те повикам само да се потсетиш доколку се наоѓаш на ова ниво, за да знаеш кој е твојот следен чекор, ама овој пат зборуваме со факти. Сега, бидејќи јас не знам на која возраст си ти, што во моментот ме слушаш или ме гледаш, но сакам само да се потсетиш, односно да размислиш,
колку луѓе познаваш кои што се наоѓаат на 6-та, на 62-та, 3-та, 4-та година животна, значи возраст, и понатамо работаат она што ти го работиш и при тоа се среќни, имаат здрав живот, добро заработуваат, имаат време колку сакаат, имаат време и за себе, и за хоби, и за семејство, и се останато, и еве, си живеат еден убав живот. Колку луѓе познаваш од твоја индустрија и во твое обкружување, кои и понатамо го работат оној начин и она што ти го работиш во моментот. И ова прашање кога им го поставувам на луѓето кога имаме тренинзи, најчесто за жал не можат да набројат ни тројца луѓе, а второто прашање кога ќе го поставам, а тоа е: а сега колку луѓе знаеш кои што се успешни предприемачи, кои што имаат убав живот, кои што имаат пристоен живот, кои што имаат време и за себе, и за хоби, и за здравје, и за семејство, и помагаат на заедницата, одат на одмори еднаш, два пати, пет пати, мирни се, немаат стрес, се им е стокмено. Колку вакви луѓе познаваш сега на иста таа возраст? И сега луѓето обично знаат да набројат неколку луѓе такви, но кога ќе размислиме малку подобро, тоа значи дека овие луѓе исто така, нели, се малку, но нешто поинаку направиле навреме во кулминацијата кога едноставно својата сила, својата енергија, нели, дошла до нивниот максимум. Според моје искуство, генерализирам, но според моје искуство, кулминацијата во бизнис е 45-та, максимум 50-та година. После 50-та година е веќе се потешко. Зошто е максимумот? За да го образложам докај 45-та, 50-та година. Затоа што кога сме помлади, ние сме поенергични, повеќе ризикуваме, повеќе имаме мотивација, сакаме да се покажеме, да се докажеме, сакаме да заработиме, сакаме да постигнеме повеќе, имаме предизвици и се останато, нели, стамбено решение, автомобили, одмори, чуда, инвестиции, поголем бизнис, поголем објект, и сето тоа е супер. Но во истиот период забораваме дека црпиме куп искуства, а тоа е како не може, како сме се зезнале, колку луѓе не изманипулирале, колку вработени ни напуштиле баш највеќе кога ни треба, колку клиенти не ни наплатиле на време, колку пати сме увезле грешна роба, шкарт роба, колку пати сме имале проблеми, предизвици, кризи, вакви и такви. Значи имаме сега полно еден сат полн со искуства, а тоа е нашата подсвест, кој што сега доаѓа во моментот каде што ни смета. Сега сме заморни, немаме веќе толку енергија како во минатото, немаме толку мотивација, имаме одвишок килограми, ја немаме таа енергија и сега сакаме се предпазливо да направиме. Се плашиме да инвестираме, се плашиме да вработиме, се плашиме да делегираме, и тој цел страв и оние 60.000 што ти ги кажав деструктивни мисли, кои што ти носат деструктивни чувства, на крајот правиш губитнички одлуки, се понашаш во бизнисот деструктивно и наместо да одиш на следно ниво, едноставно полека овде тргнува во надолна линија, затоа што ова е моментот кој што често го велам дека бизнисот те надраснал тебе, а не ти да го надраснеш бизнисот. Што тоа значи? Дека веќе, кога ти доаѓа тамо 40-ка, 45-ка, 50-ка, веќе ти немаш енергија и немаш сила и немаш знаење како да се носиш понатамо со бизнисот, затоа што одеднаш имаш вработени повеќе, промет, одговорност према клиентите поголема, имаш кредити, можеби долгови кои што треба да ги платиш, семејството ти бара време, не ти е се исто кога си без деца и кога имаш деца на една возраст, па на друга возраст, секој со своји потреби, нели? И сега се си попредпазлив и на крајот што ова носи? Па носи до замор и замирање на фирмата. Токму затоа е важен следниот чекор, вториот чекор, а тоа е менаџирање. Што значи менаџирање? Ако беше за физички начин на водење на бизнис или работнички мајндсет, карактеристично за ова ниво е менаџирање, односно извршување на задачи со помош на други луѓе. И овде главно се кои вештини ќе ги имаш за комуникација, за планирање, за координирање, за мотивација, за контрола, односно оние менаџерски функции, затоа што добар менаџер
Знаеме дека е тешко да го пронајдеш, затоа што тоа е збир на повеќе, нели, вештини, способности и останато, но поентата е дека микроменеджирањето на дневна база повторно има свој лимит. А тоа значи дека ти повторно немаш време, малку ти е полесно за разлика од кога постојано си во работничкиот мајндсет, но менеджерскиот мајндсет повторно е лимитиран. Ако направиме во заработка, од прилика луѓето кои што се менаџираат, најчесто, велам, со кои што соработувам, заработуваат од 60 до 100.000 евра на годишно ниво, зборам добивка, а од промет од прилика од половина милион до 1 милион евра од прилика, и тоа е некоја сума просечна која што кога ќе ги одбијат трошоците и останато им останува. Зошто е ова добро или лошо? Не е ниту добро, не е ниту лошо, но слушниме внимателно. За да направиш промет ти половина милион евра или милион евра, во најчест случај треба да продадеш роба или да набавиш роба во вредност од 400 до 800.000 евра, затоа што од прилика имаме просечна маржа од 20-30% и на таа просечна маржа која ќе ги одбиеш трошоците, она чиста добивка, неоданачена во случајов, зборуваме дека се движи тамо некаде околу 10-15% зависно од бизнисот, дали е услужен, дали е производен, дали е дистрибутивен центар или како и да е, но тука е од прилика некаде просекот. И гледај го апсурдот сега. Минатата година, значи 2023, S&P 500, тоа е индекс фонд, заврши со добивка од 23%. Или ова би значело, со вложени твои 100.000 евра, гладко би заработал 23.000 евра, без прст да мрднеш. Значи, немаш набавка, немаш вработени, немаш клиенти, немаш стрес, немаш нервоза, само си инвестирал 100.000 евра и си заработал 23. Реков во случајот, оние луѓе кои што се на микроменаџери во својот бизнис, инвестираат 400 до 800.000 евра во роба, значи на вложени 400.000 евра, ти гладко би заработал 100.000 евра или поточно 92-3.000 евра. Што ова значи? Тоа значи дека пари во животот, ако сакаш да заработиш, дека пари со работа не се прават, и ова не мислам дека на нечесно дека пари не треба да работиш па да заработиш, туку со работнички мајндсет и со работа се заработува работничка плата. И ако си на ниво 1 физичко, ти заработуваш 1, 2, 3 плати, ама кога ќе израчунаш и колку часа работиш, гледаш дека оној кој што ти е со највисока плата, ти земаш уште 1, 2, 3, максимум толку. Кога си на менеджерска позиција, заработуваш 60 до 100.000 евра годишно, толку и една просечна менеджерска плата. Она што ние ги плаќаме или одредени компании килави, кои што ги плаќаат менеджерите по, не знам, 600-700.000 евра, и мислиме дека е тоа менеджерска плата, тоа не е менеджерска плата и немаш менеджер, туку имаш некој помошник, доушник, потрчко, кој што ти служи како продолжена рака, ама нема право на своje мислење, нема право на своји одлуки, туку тоа е само продолжена рака и затоа ти не му ја цениш услугата, ти се ти му кажуваш што треба да прави, како треба да прави и он само го пренесува тоа понадолу. И тоа не е менеджер, значи тоа е потрчко. И ако имаш такви бизнес и ако функционираш на тоа ниво, сети се дека ова не е менеджер и може би и скапо го плаќаш за таа функција затоа што не му е тоа задача. Е сега. Значи, со вложени 400.000 евра, оние што ги вложуваш за роба, ти би заработил 100.000 евра. И сега се прашуваме, зошто толку ризик, зошто толку трчање по цел ден, по цел ноќ, зошто толку нездрав живот, зошто 20 килограми вишок, стентови, бајпаси, нервоза, чуда, зошто толку прими вработени, пушти вработени чуда, зошто толку проблеми и се останато, кој едноставно има попаметен начин. Па еве ти го предизвикот, а тоа е затоа што најчесто луѓето немаат време да се тргнат од својот бизнис и да седнат малку да размислуваат. И сега види што е поента. Кога имам луѓе кои што ми доаѓаат на мастермајнд програм или на коучинг, и кога разговараме, често векаат, па добро ме мајко му, па како сум работел ја до сега? И ова не е ниту добро, не е ниту лошо, оти ниту еден човек не е ниту добар, ниту лош, туку едноставно е таков каков што е.
туку само доаѓа момент каде што едноставно се гледаш и себе и својот бизнис со поинакви очи. Кога ќе видиш во една иста група на луѓе, 10-15 луѓе, учесници, како едните работаат по 2-3-5 часа неделно и заработуваат 100-200 милиони евра или прават промет, небитно, а имаат и среќен живот, имаат време и за се, така, мирни се, спокојни се, немаат нервоза. И од друга страна, кога ќе каже некој дека се утепува од работа по цел ден, по цел ноќ и нонстоп е со предизвици и со проблеми, а не може да мрдне 300.000 евра промет. Ова е поентата. Значи, на секое ниво имаме определени мисли, 60.000, и чувства кои што излегуваат ове. Сега, кои се тие чувства? Страв, грижа, неизвестност, непревземање ризик, одолговлекување. А што ова сето ова го кажува? Сето ова укажува дека едноставно немаш јасна визија за својот бизнис и за својот живот, туку се водиш само од навики. А зошто само од навики? Затоа што сме луѓе и затоа што сме збир од навики, и тоа значи дека ние, ако не размислуваме, буквално сме како робот. Стани од спиење, утепај се на работа, врати се дома. Стани од спиење, утепај се на работа, врати се дома. Милион телефони, трче по луѓе, по ова, по она, и на тој начин само ја пропуштаме приликата. Токму ова е поентата, кога соработуваш со ментор или соработуваш со некој консултант или како и да е, јас не дека ја ова го зборам и тоа го работам, па ти мораш кај мене, апсолутно не мораш, има исто така квалитетни луѓе кои што ги познавам, кои што соработаат одлично, значи не мораш ништо да соработуваш со мене, туку да ти кажам поентата, а тоа е дека улогата на менторот е огледало. И она што највеќе го ценат луѓето с кои соработуваат со мене е што велат дека си искрен и дека си директен. Што значи искрен и што значи директен? Дека сето она што гледам, дека се мачи, оние мисли кои што му се вртат у глава, оние стравови кои што ги врти у глава, и не излегува од зоната на удобност и да се искачи на едно повисоко ниво, односно да го напушти оној идентитет на менаџер или на вработен, и да го умре оној идентитет во себе и да создаде еден нов, едноставно јас секогаш сум директен, јасен, гласен, кажувам, затоа што мојата улога е да бидам огледало, а не да го тешам, да, криза е, да, што да ти правим, тешко е, лесно е, па да, не ти е лесно, не ти е тешко, затоа што со тешење ништо нема да направиме. А кога искуствено знам, а сите овие нивоа сум ги поминал, многу ми е лесно да ги препознам, односно да се препознам себе си во него, каде што го гледам како се мачи по цел ден работи, како работи како оперативец, како микроменаџира и се останато, затоа што едноставно истото тоа сум го поминал можеби пред 3, пред 5, пред 10, пред 20 години. Што значи дека е многу полесно кога имаш искуство да го препознаеш човекот од страна. И токму мојата улога, затоа реков да бидам огледано, преку коучинг да ги расчистиме тие стравови, тие чувства кои што ги има, да му ја отварам вратата поглед нов, да изградиме нова развојна стратегија и јасно како стратег и визионер да може да оди понатаму. Следно ниво кое што доаѓа е лидерство. И ова е ниво каде што имаш бизнис. Се предходно едноставно ти немаш бизнис. Ниво на лидерство е карактеристично само една работа. Развиваш други луѓе. Зошто развиваш други луѓе? Затоа што едноставно сега си во фаза каде што немаш финансиски грижи. Стабилен е бизнисот, имаш константен проток на клиенти, немаш флуктуација влези еден излези друг од работнувањето. И знаеш, и се ти е јасно затоа што искуствено си ги поминал сите овие скали. Знаеш како е кога си работник, оти си работел некаде. И да не си работел никаде, си работел во своја фирма, па знаеш кои си стравовите што ги имаш, кои се чувствата на известноста, што е она што си го знаел и колку си мислел дека знаеш, а уствари колку требало да знаеш, како тоа најдобро да се изработи и се останато. И го приметуваш во други луѓе. Си почнал да се бавиш со микроменаџирање и гледаш како е и што значи да управуваш други луѓе, кои грешки ги прават и се останато. И многу ти е лесно и ти е јасно дека тоа си ти пред неколку години. Но поентата на лидерството е во директен контакт со луѓето, а тоа значи со клиентите и со вработените. Го ослушкуваш пазарот, сега веќе не размислуваш само дали бизнисот ќе преживи или ќе обстои, туку размислуваш долгорочно.
Тоа значи дека сега не гледаш само како ќе заработиш 50-100 евра или не знам што, туку размислуваш кои се навистина потребите на клиентите. Зошто токму одлучуваат да соработуваат со тебе, а не од некој друг, со некој друг. Како да им го скратиш времето, напорот, средствата, ресурсите, значи за да добијат твоја услуга, како ќе ми ја решиш болката најбрзо, што значи си дишиш со своите клиенти, а од своите менаџери бараш да испорачаат таква услуга. Што значи лидер? Лидер значи визионер, лидер значи стратег, лидер значи сонувач, нови пазари, нови услови, нова услуга, но сега нови пазари, сега нова услуга, сега нови производи. А што прават најчесто просечните предприемачи? Од својот бизнис прават купус. Уште е со работнички мајндсет, уште не научил да продава една понуда, направил 10. Уште не знае, научил да застапи еден бренд и најдобро да го продаде и да го служи и да го испорача на пазарот по најдобри услови и да извршува најдобри задачи, тие дотураат уште производи, уште услуги, уште објекти, уште вработени, уште машини, уште чуда, затоа што мислат дека она сега што ќе го донесат ќе биде полесно и полесно ќе се продава, а подоцна сваќаме дека кој ќе се завртиме дека од нашиот бизнис не само што сме направиле купус, туку не знаеме ни главата кај ние, и тоа е лавиринтот кој што постојано луѓето го прават, а поентата е дека ако не знаеш да продадеш една понуда и ги ја испорачаш како што треба, зошто мислиш дека 2, 3, 5 дека ќе ти бидат подобри? Лидер има трпение. Што значи трпение? Па јасно ти е колку години тебе ти поминаа. Кога започна бизнис, како се градеше, кои ти беа стравовите, како трпеливо учеше, колку куп грешки направи. И сега тоа што фактот е дека твој бизнис, ти мислиш дека имаш право само ти да грешиш, а другиве луѓе да не грешат, тоа е најголемата твоја заблуда и ова се мисли кои што треба да се чистат. Како да се чистат преку коучинг или психотерапија, најдобро и едно и друго. Зошто стари мисли у ново ниво едноставно само те саботираат. Тоа значи дека имаш трпение, да им помагаш на луѓето, да научат како попрактично и побрзо да ги испорачаат задачите, како менаџерите подобро да планираат, како да бидат поефективни, како да ги осамостоиш самите да донесат одлука, оти поентата е нив да ги изградиш лидери, а не да ти бидат потрчковци. Тоа значи дека најчестата комуникација би гласела како мислиш ти, како ти да направиш, како можам јас да ти помогнам, а не јас да носам одлуки за тебе. И ова е најголемата болка за најголем број предприемачи кои што мислат дека ако самите не одлучат, дека овие другиве околу нив ќе сгрешат, дека они ако не контролираат, дека другите ќе сгрешат, дека ќе ги осрамат, дека ќе изгубат капитал и само на тој начин глумат родител кој што е премногу грижлив. И ова нема никаква врска со бизнис, туку има само со чувства. И ова буквално повторно ќе кажам се решава со психотерапија или коучинг, што значи родител биди дома, не да бидеш во твојот бизнис, затоа што во твојот бизнис треба што побрзо да ги осамостоиш твоите луѓе, а тоа значи да им дозволиш да прават предвидливи грешки, значи знаеш кај може да сгрешат, пушти го нека сгреши, и по извршувањето седни и направи десиминација, односно што е тоа што се сгрешило, супер што си сгрешил, одлично, ајде да видиме сега нареден пат како може да биде подобро, што научи од ова и полека да ги превзема твоите улоги. Ова е ниво каде што се заработува повеќе од 100.000 евра, повеќе од пола милион евра на годишно ниво, затоа што имаш лидери во секоја една единица, односно во маркетинг сектор, во продажба, во оператива, во финанси или како и да е, а не рого и увреќа. И знаеш дека токму синергијата помеѓу сектори е клуч за опстанок во една фирма, а не колку си ти најпаметен. И ова луѓето кои што имаат високо его, едноставно не можат да се помират како тоа некој менаџер сега што ќе вработаат или некој друг вработен, едноставно има подобри идеи, процесите им се подобри, остваруваат подобри резултати и несвесно го саботираат да не испаднат глупи пред своите вработени. Ова е погубно, затоа што јас секогаш велам, дај Боже твоите вработени да бидат попаметни од тебе, дај Боже твоите менаџери да бидат попаметни од тебе, затоа што колку побаргу тие се попаметни од тебе, толку побаргу имаш свој живот, свој бизнис, свој приватен живот и уживаш, а не поентата е колку ти си најпаметен, што значи дека овде его нема.
И кога ќе кажат дека емоции во бизнис не треба, не мисля, никогаш не мисли никој кога ја ова ќе го каже, односно кој се базира врз темели, а не слепо пренесување на цитати или прочитана мисла. Токму овде се зборува на размислување, токму овде се зборува за делегирање, токму овде се зборува за стратегија и планирање, токму овде се зборува дека после тоа нема емоции, односно си ладнокрвен, размислуваш колку што размислуваш и сега само ја препушташ понатамо, значи си донел една одлука, а не да ја вртиш секој ден по 100 пати и у празно, или како велат американците overthinking, или индиците викаат мајмунот во нас кој што скока од гранка на гранка, од една мисла на друга мисла, едно почнеш, друго не завршиш и на крајот се вртиш у круг. Значи, поентата е јасност, лидерство, делегирање. Значи, лидерството се базира на помагање на други луѓе и овде има место само за луѓе кои што се трпеливи. Ако добро ме следиш до сега, тоа значи дека секој ниво си бара своји вештини. Менаџирањето и управување со други значи толеранција, одлучност, јасност, јасна комуникација, планирање, организирање, координирање, мотивација и контрола. И кога си менаџер, си војник, нема простор дали може или не може, можеш, знаеш, не знаеш, ела да ти покажам ако не знаеш. Кога си лидер, уопште ти не си важен што ти знаеш и што знаеш, тоа подразбира комуникацијски вештини, тоа подразбира лидерски вештини, тоа подразбира емпатија, трпение кон луѓето, тоа значи постојано трубење за својата визија, тоа значи сонување, размислување, стратегија и најди клучни менаџери кои што ќе ти ја издвојат, односно испорачаат твојата визија. Значи, клучот во лидерството е сонување, размислување, план, стратегија, ангажираш менаџери, не дали ќе се постигне ова или не, туку прашањето е само следно. Дали ти си способен овој план да го испорачаш? Дали ти можеш или едноставно да бараме други луѓе? Значи, менаџер е човек кој што твоите визии, твоите планови ги реализира, а не дали треба или не треба. И затоа успешни, квалитетни менаџери не е битна цената, затоа што лидер знае што плаќа и што добива за тоа. Менаџерот подоцна ги испушта едно ниво подолу, каде што комуницира со својот тим, со своите извршители, ја знае искуствено цела работа, цела процедура, ги поминал сите сектори, знае што значи кроење, кантирање, сечење, бушење, програмирање, чуда, значи што и да не знае вработениот, едноставно вика чекај пиле, ајде пробај вака, ајде побрзо и едноставно ги следи процесите. И четвртото ниво, тоа е духовно ниво. А што значи духовно ниво? Ова значи врхунец во животот, врхунец, нели, врхунство во бизнисот, а тоа значи просветлување, односно идеи и инвестирање. Секој еден добар предприемач, не менаџер, не оперативец, предприемач, не собственик на бизнис, не секој собственик на бизнис е предприемач. Предприемач знае дека идеите и реализатори се важни за успех. Значи, ако нешто во животов сватив дека луѓето имаат, секој идиот има идеи, секој еден просечен идиот има куп паметни идеи, но во животов многу малку запознав луѓе кои што се добри извршители на тие идеи. Значи, имаме дефицит, односно имаме суфицит, имаме куп идеи, но имаме малку реализатори. Токму човек кој што е на духовно ниво, неговата премиса, значи, ја не сакам да си ја расипем животот. Ја не сакам да си ја нарушим комфорот во животот. Ја сакам и да имам време и за семејство, и за одмор, и за здрава храна, и за спорт, и за прошетка, и за пријатели, и за роднини, и за се. Не сакам да си го нарушам комфорот. Ако сам сум лидер и работам, ќе заработам помалку, односно повеќе, така? Ама, дали вреди? Ако сум ја менаџер во своја фирма, ќе заработам уште повеќе, ама нема да излезам од рудник, кој што се вика бизнис. Ако сум ја работник во својата фирма, уште повеќе ќе работам и ќе си го уништам животот. Но јас ова не го сакам. Наместо тоа,
креирам идеја. Сега ти се потребни идеите за нов производ, за нова услуга, за нова гранка, за ширење во ширина или во длабина на твојот бизнис или сосема нов бизнис, како и да е, но јасно ти е дека имаш изградено лидери, твојата идеја ја предаваш на лидерите на менеджерите и секако по хиерархија си се одвива планот. Секој еден инвеститор знае дека секоја инвестиција има ризик и дека не секое семе ќе вроди со плод и знае да направи дизерфицикација, што значи дека од 10 идеи една-две ќе вроди со плод и тоа е сосема нормално. Од 2-3 идеи можеби ни една нема да вроди со плод и тоа е сосема нешто нормално. Но овој човек има капитал, има време, има тим, има енергија, сето ова да експериментира и да губи пари, и да губи време ако е потребно, затоа што е ова нова игра на ново ниво. А не ти да си дозволиш, кој што се уште немаш системи, немаш уште квалитетен тим, се уште немаш јасна организацијска структура, а си играш инвеститор и само трчаш инвестираш као лисицата по мудата, што трчала и едноставно правиш несвесно купус од својот бизнис. Значи, многу е важно да се препознаеш во кој ниво спаѓаш и да носиш одлуки од следен чекор, а не на прво ниво, а духовни одлуки. Прво ниво, а лидерски одлуки. Значи, нема шанса едноставно да идеш на факултет, а да не си поминал основно. Ако си пропуштил час по математика и не знаеш множење, дробки и чуда, ти физика или електро со интеграли и со чуда, што бараш тамо едноставно. Значи, се во животот мора да го заработиме, се во животот мора да го научиме, инаку постојано ќе ни се враќа како бумеранг, и со додека не научиш дека клучот во бизнисот не си ти, туку бизнисот е зависен од системи и од други луѓе, а не си ти главниот у твој бизнис, туку твоја улога е да излезеш од твојот бизнис, да седнеш да нацрташ план, стратегија и да седнеш да работиш на твојот мајндсет. Значи, да работиш на себе. Оти твојот бизнис е твое огледало. Твоите клиенти се твое огледало. Заработувачката, проблемите, клиентите и се останато се твое огледало. И ова за почеток е супер, затоа што во животот не добиваме она што сакаме или мислиме дека заслужуваме, туку добиваме од други луѓе огледало, клиентите, вработените, се од другите луѓе се наше огледало и тие служат само во насока да ни кажат на што ние треба во иднина да работиме. Значи, те нервира вработен, супер, имаш процес кој што не ти е затворен. Те нервира менеджер, супер, имаш процес кој што не ти е затворен. Те нервира клиент за услови, за останато, да, имаш процес кој што не е затворен. И се додека овој круг не го затвориш чекор по чекор, едноставно одењето на следно ниво е невозможно. И за крајот ќе те известам дека на 24 февруар ќе одржам тренинг токму на тема скалирај, систематизирај и одржи, каде што ќе зборуваме со мала група на луѓе, ќе зборуваме за скалирање, кои се подготовките за скалирање, а не она што гледаме на телевизија по медиуми чуда, скалирај, инвестирај, шири се, расти, супер. Прво дали можеш, дали твојот бизнес е скалабилен, дали едноставно ти тоа го сакаш или само мислиш дека го сакаш, да видиме кои се тенките грла, дали тимот е слаб, дали кои се подготовките, дали имаш јасна стратегија, јасен финансиски план, кои ресурси, кои ти се слабостите, да направиш подготовка, а може би е подобро оваа година да се посветиш на градење темели како следна година би се катапултирал пати 5, пати 10, или да продолжиш уште 5, 10, 20 години и на крајот немаш живот едноставно и што ти вреди и пари и бизнис и се, кои сега имаш 60 години и 5 бајпаси и едноставно немаш ни луѓе, ни пријатели, ни другари, ни семејство, ни чуда и едноставно се имаш, а ништо немаш. Следна работа која што ќе зборуваме е за систематизирање, затоа што многу јасно ти кажав и ако ме следеше дека системи и други луѓе се клучот за успехот, а системи значи јасни протоколи, јасни процедури, како луѓето она што функционира, едноставно да продолжат и да се осигураш дека и понатамо ќе го применуваат, затоа што во бизнисот вработени
и менаџери бараме луѓе кои што следат систем, а не тераат ко рого и увреќа по свое, или они се најпаметни, или не знам што, туку тражиш луѓе кои што следат системи. Тие што експериментираат, што сакаат по ова, по она, само едноставно поздрави се со нив, нека филозофираат, у свој бизнис кај ќе отворат. У мојот важат мои правила. Супер. И на крајот доаѓаме до третата фаза, а тоа е одржи. Како сите овие промени кои што си ги вовел да се одржат долгорочно, а не да биде како велат србите свако чудо за 2 дана и ти скокаш као поп-ап со оние нели реклами и со вработените ова ќе правиме, тоа ќе правиме, вие треба да се стегнете, треба ова, треба тоа и по 3 дена нели те гледаат и се чудат што му е ново, аве остави го ќе му помине за 3 дена и на крајот нема од ова ништо. Токму затоа ќе ти ги кажам трите чекори како дали твојот бизнис е скалабилен или треба да пронајдеме скалабилна понуда, дали и како имаш системи, како се тие системи и како треба да ги направиш и како да го одржиш на долг рок. Што значи, повторно ќе ти кажам дека се она што го имаме во моментот како реалност, како основа, не е ниту добро, не е ниту лошо, само од тебе зависи како на тоа ќе гледаш. Ако на ова гледаш како можност за развој, се пријавиш на семинар, дојдеш да дискутираме и ги решиме овие предизвици, е една опција. Ако решиш понатамо со глава од зид, по твој начин, твој живот, твои правила, јас немам право да коментирам и да ти кажам што е најдобро за тебе. Се надевам дека излече доста поуки од ова сето, се гледаме во нова ета. Поздрав!